господине Кодзијас, зборувате за честно решение и компромис што ќе ги задоволи двете страни. Што е за вас честно решение на проблемот? Ако инсистирате на промена на уставот, тоа не изгледа воопшто честно за македонскиот народ овде. Ако инсистирате за едно име во еден збор споено, непреведено, исто така не изгледа честно за сите граѓани на Македонија, зборувам, не само за македонците. Може ли да ни кажете што содржи вашето честно решение? Како вие го разбирате? Благодарам. Тимија, дикија και σωστή. Чесен, праведен и точен, точно решение. Тоа е решение што ги зема предвид главните точки на интересот на двете страни. И главните интереси на секоја страна се лоцират преку преговорите што ги вршиме и во резултатот што ќе го имаме. И јас не сакам сега во самото преговарање да ви анализирам моите позиции. Но некој друг момент ќе ви донесам, ќе ви представам повеќе примери за какви имиња се наоѓаат и ова земја и како ние што во Грција што правиме разни уставни промени. Тоа не е нешто страшно. Законите, уставите, менталитетите со текот на време се менуваат. И како што имам кажано, две главни и пет помали промени ги има направено тука земјата. Не сакам да навлегувам сега на такво прашање. Морална промена е таа што ќе ги задоволи двете страни. Не зборувам за екстремистите во двете земји, зборувам за тие што размислува за една заедничка иднина. Не бараме едната страна да се уништи и другата да се радува дека победи. Тоа не е ни честно, ни морално решение. Тоа што го бараме е меѓу различните мислења што ги имаме да најдеме едно вкупно решение што да ги интегрира сето тоа што за секоја страна е значено. Не може ни едната ни другата страна да прифати се што предложува секоја страна. Дури и дома, како пар, со нашите деца имаме компромиси, правиме компромиси, инаку не можеш да имаш соживот. И тоа што постои дека постојат праведни компромиси и скапаните компромиси. Не можеш да му наметниш. Имаме сили во двете земји што би сакале да им каже од една на друга страна како треба да се однесува, што треба да промени. Тоа не се прави така. Сакаме заедничка иднина, развој на пријателство и така треба да имаме еден честен компромис. Благодарам. Навлеговме длабоко во терминот на следната средба. Се гледаме во следна прилика.